Да преминеме на темата. Темата е поврзана со поуката денешна. Како да се справиме со срамот? Е насловот. Знаеме дека единственото нешто што ќе го понесеме со себе на небо е ни куќа, ни кола, ни ништо, карактерот. Тоа е единственото нешто. Самото тоа кажува дека највеќе треба да работиме на нашиот карактер и токму затоа пред Исус да се појави на облаците, односно тоа веќе ќе биде касно, потребно нашиот карактер да биде трансформиран. И знаеме, многу пати од овде сме истакнувале, сме ја кажувале онаа формула на Елен Вајт, дека моралниот карактер се содржи од мислите и чувствата. Значи, идеалот е да станеме како Христа, да го добиеме неговиот ум, како што вели Филипјаните тамо, да го имам неговиот ум, неговите мисли. Што ќе значи дека ние треба да ги рефлектираме неговите мисли и неговите чувства. И не е едноставно, многу е тешко навистина да човек работи на промена на своите мисли, ама може би уште потешко е да ги промени своите чувства. Знаете, често пати, најчесто, на грешна човечка природа е таква, да се води по чувствата, донесува одлуки често пати според чувствата и најчесто тоа се погрешни одлуки. И како тоа да се справиме, како да ги насочиме, да го промениме смерот на нашите чувства е прашањето. Ако отвориме во Битие 1 глава, и не мора многу да читаме таму, многу добро ни е познат овој текст, Бог овде ни се представува, не кажува како он изгледа, каде живее, туку се што прави е тој зборува. И Бог рече. И Бог рече. А што правиме кога зборуваме? Што изразуваме преку нашите зборови? Мислите и соодветни чувства изразуваме, секако. Значи, со начинот на кој ги изразуваме мислите, ги изразуваме собствените чувства. На тој начин го изразуваме собствениот карактер. И затоа Бог не создал според својот лик со можност за говор. Сега да ги погледнеме Божите чувства во таа 1 глава Битие кога тој создава. Ги се гледаат ли тамо Божи чувства? Изразува ли тој своји чувства? Рече Бог и секој ден на крајот вели и беше добро. И беше добро. На крајот кога завршил со создавањето беше многу добро. Ама после тоа има еден дел кај што вика не е добро, што не е добро човекот да биде сам. Че беше добро, на крајот се е многу добро, ама уште нешто фалело, не е добро човекот да биде сам. И за да биде се добро на крајот, Бог на човекот му обезбедил помошничка, како што вели таму. И кај луѓето, кај нашите прародите Адам и Ева, ги наоѓаме првиот израз на чувства го наоѓаме во Битие 2 глава, 25 стих. Битие 2:25. Значи последниот стих од 2 глава. А обајцата беа голи, човекот и неговата жена, но не се срамуваа. Значи, ова не се срамуваа, спаѓа во добро или во... Па секако дека било, се било добро на почетокот, пред да паднат во грев. Беа голи, а не се срамуваа, ама не беа целосно голи, знаеме. Кога ние последен пат сме биле голи, а да не сме се срамувале? Бебенца кога сме биле таму, не воопшто не ни размислуваме. И знаеме дека после во 3 глава доаѓа гревот, стапува на сила гревот и нормално, директна последица е смрт, меѓутоа со смртта одат и некои пропратни работи. Значи чувства, промена на чувствата сега кај човекот, кај првиот брачен пар.
Адам и Ева во овој случај, значи, они не доживеале, немале прилика да доживеат детство и така натаму, значи биле возрастни, па не се срамувале од проста причина што биле облечени во таа светлина. Еве да прочитаме како Бог ни е опишен во 104-тиот псалм, први и втори стих. 104 псалм, први и втори стих. Благословувај го Господа, душо моја, Господи Боже мој, Ти си многу велик, облечен си со величество и убавина, наметнат со светлина како со наметка. Небото се оптика како шатор. Наметнат со светлина, со убавина. На тој начин така били наметнати и Адам и Ева. Пред падот во грев. Ама откако паднале во грев, изгубиле таа светлина. Прва знаеме дека сгрешила Ева и би било интересно кога уште тогаш таа би ја изгубила светлината, ама знаеме дека и сега при таа средба на Адам и Ева како би реагирал Адам, меѓутоа знаеме дека откако сгрешил Адам, тогаш ја изгубиле таа светлосна обвивка и обајцата. И тие почувствувале дека се голи, дури откако Адам сгрешил, како што кажав, но нешто им говорело дека се голи и дека треба да се покријат. Што е тоа? Претходно не се срамуваа, така? Но сега ги офати страв, таа промена во чувствата кај Адам и Ева после падот во грев. Да, точно е дека во моментот кога сгрешиле почнале да одумираат, но се појавиле и поинакви негативни чувства. Еден од нив бил срамот. Денеска малку во пуката не ли беше спомнато тоа. Иако денес човештвото како да некако се повеќе се губи срамот, сепак многу психички состојби кај човекот се токму поради срамот и постапките што човекот ги прави за да го покрие својот срам, што го носи и се обидува на најразлични начини да го направи тоа. Што направиле Адам и Ева за да го покријат својот срам? Направиле глупост. Че биле првите модни креатори, може да кажеме, направиле прегачи од смоквино лисје, кои што не покривале многу. Но како такви изгледале глупово, така да ние често пати, обидувајќи се да го прикриеме својот срам, изгледаме навистина глупово. Лисјето од смоква не траа долго, знаете, на почетокот може би нешто изгледало на нешто тоа, ама подосна веројатно им било непријатно. И од Битие 3 глава 8 стиха го читаме она што и денеска го истакнавме во пуката. Тогаш го чуе гласот на Господа. Значи Господ тргна да ги бара. Господ се впушта во иницијатива, ги бара. Кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец и се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Се сокрија од срам. Знаеја, сватија дека се голи, не дека некој ќе рече, им се отворија очите, како што вели во 3 глава таму Битие, меѓутоа не дека они не знае и претходно дека се голи, ама беа облечени во таа светлина. Значи Адам и Ева се обиделе да го покријат својот видлив срам, но го слушнале Божиот глас, кој што Божиот глас го открил нивниот срам и затоа и се кријат. Се сокриле. Кога се обидуваме да се сокриеме од Бога, како што и денес видовме, ние всушност докажуваме дека со тоа дека сме го слушнале Божиот глас. Тоа најчесто е гласот на совеста, нели, како што велиме. И тоа е еден од доказите дека ние не сме еволуирале, не сме од некои пониски врсти настанати, токму сме создадени по Божи лик. И токму таа совест ни говори, значи ни причинува и срам, и страв и така натаму. Но тоа прикривање на срамот не е решение, тоа може да заврши многу кобно. Значи не е решението во прикривањето на срамот и во бегањето од Господа.
Што размислувале Адам и Ева во тој миг? Дали мислеле дека навистина може да се сокријат од Господ? Што вели во 139 псалм? Многу убави се овие стихови кои што често пати треба да ни одзвонуваат во нашите глави, затоа што видовме и денес од пуката дека никој од нас не се нашол во некоја ситуација, а да не се засрамил, па да му било незгодно, да кога бил разоткрен или така натаму, Господ е тој кој што се гледа. Што вели 139 псалм? Дури под насловот овде новиот дел од псалмот е Бог е секаде. 7 стих. Каде да одам од Твојот дух и каде да побегнем од Твоето лице? Ако се вознесам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Ако ги земам крилете на зората и се населам на крајот на морето, и таму Твојата рака ќе ме води, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам нека ме сокријат темнините, но дури и ноќта ќе биде како светло околу мене. Ни темнината за Тебе не ќе биде темна, ноќта свети како ден и темнината е како светлина. Нема бегање, нема криење од Господа. Се сокрија меѓу жбуновите, меѓу дрвјата. Ние некојаш така се обидуваме да го сокриеме нашиот срам. Знаете, денеска така едно динамичен живот, динамично општество, преоптовареност со работни обврски, мобилни телефони во рацете, што тие се не знам, забави, роден ден и слави, веселби, венчавки и така натаму, и презафатено со најразлични форми, и мислиме дека на тој начин ќе сокриеме нешто. Но тоа е наивно. Тоа е само начин на ѓаволот да ни го закупира времето, за да не одговориме на она прашање каде си. Деветиот стих, тоа е тоа прашање. Господ Бог го повика човекот и му рече, каде си? И знаеме, рековме и денес, ова е повеќе риторичко прашање, значи не е поставено, Господ не го поставува за себе, затоа што не знае каде се Адам и Ева, токму заради Адама, заради Ева. За да Бог го острани срамот и стравот од сторениот грев, треба да не освести прво каде сме. Тоа е многу битен, прв чекор. И 10 стих вели, тој одговори, го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Ево и стравот. Па зар не бил покриен со смоквино лисје, како вели гол бил? Тој Божи глас му проговорил преку совеста и го разголил буквално. Тоа е тоа. Ова е можеби една од главните причини, често пати знаеме да кажеме, ќе ни дојде некој пријател, не знам, можеби ќе се задржи подолго време и после некој време ќе го снема. И можеби ќе стекнете впечаток, дека сега он не се слага со некоја наша доктрина, да речеме Архангел Михаил, не му е јасно како може тоа да биде Исус или не знам, во суштина всушност е некој морално прашање од лавок. Говорот на Божиот глас на совеста негова. И тоа е главната причина зашто некои не сакаат да ја читаат Библијата воопшто, затоа што Библијата не разголува тотално. Тоа е еден од доказите дека тоа е Божја книга, тоа не ја напишале луѓе, меѓутоа вдахновени од Духот Свети. Човек кој би пишал сам од себе, не би напишал вакво нешто. Но во ваква ситуација, кога Господ сака да не освести која е нашата состојба, тоа е клучно. Мора да сториме одлучувачки чекори, затоа што инаку срамот може да не исуши до смрт, затоа што е само пропратно чувство на вината, како што било и кај Адам и Ева. Во 32-иот псалм, иако исто беше спомнати во поуката, ако се сеќавате на самиот почеток во саботата, 32-иот псалм, кој што е еден исто покрај 51-иот покајнички псалм на Давид, еве што вели во 3-тиот и 4-тиот стих Давид, 32-иот псалм 3 и 4. Кога молчев, значи кога се криев,
Кога не сакав да признам, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Ден и ноќе твојата рака тежеше врз мене, значи совеста го мачеше, со други зборови. Мојата животна влага се претвори во летен припек. И потоа, може да читаме понатаму, вели, тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, че му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Видите колку Господ е милостив, затоа сака да не доведе до таа состојба, да сватиме во која ситуација сме, дека сме грешници и дека треба да го побараме Господа, затоа што решението е само кај Него. А она што Господ највеќе го сака и веднаш одговара на молитва, тоа е кога се молиме да Господ не ги прости гревовите. Кога се каеме нормално, понизно пред Него, тој веднаш ни простува. Че само Исус ја има таа сила да ги возобнови нашите умови, да ги промени нашите мисли, нашите чувства, да го тргне срамот, вината, стравот. Видите, денеска се повеќе е застапено тоа, и самата Библија ни кажува дека луѓето ќе умираат од страв од она што иде. Ама тоа е пак поради нечиста совест, заради тоа што не го пронашле Бога, не се отповикале неговиот повик и не нашле мир. Кога ќе дојдеш ке Господа, кога ќе му го признаеш секој свој грев, кога ќе се покаеш, Господ те чисти, Господ ти дава мир, како што светот не може да го даде. И што и да се случува, значи тој мир не зависи од околностите. Вие останувате мирни. Нема стрес, а со тоа и голем процент вие сте заштитени од било каква болест, затоа што знаеме дека денес стресот е број 1. Не е само исхраната, туку стресот пред се. Ако премногу се криеме, знаете, некојаш, ако го правиме тоа премногу, стануваме одлични глумци. Користиме различни маски, не овакви, нели, како што не натера да носиме, во зависност од друштвото, од приликите и така натаму. И животот кој го живееме станува некако механички, многу нешта ги правиме чисто механички, без да го вклучиме срцето. Се прашувам како би изгледал еден брак каде што нема чувства, иако се е само механика. Ако го живееш животот исполнет со срам, страв, вина, глумејќи дека си некој и нешто, почнуваме со текот на времето да се претопуваме со својата маска. Но, знаете, бракот е баш таква една заедница каде што сите маски паѓаат. Ама не можете вие маска да носите со години, не знам да... Не. И на крајот излегуваат на површина вашите вистински емоции и се прашувате, зар сум јас ваков? И доаѓате до најглуповиот заклучок после, до кој што дошла и Ева. Вие ќе кажете, жената, заради жената јас ваков станав. А Ева вели, мажот што ти ми го даде? И потоа имате еден дисфункционален брак. Видите како... Кој сгрешил прв? Ева сгрешила. Ама зошто сгрешил Адам? Дали бил измамен Адам? Не. Тој свесно сгрешил. Се вели таму Елен Вајд, ако она иде у смрт и јас идам, колку романтично, ти речете. Ромео и Јулија. Ама таа романтика веднаш после тоа неколку часа, да кажем, исчезнала. Почнале се обвинуваат еден со друг. Тоа што денес го спомнавме, не е баш едноставно човек да признае вината за стореното. Значи, во прво Тимотеево 2.14 стои тоа дека Адам свесно сгреши, Адам не беше измамен. И навистина живееме во еден таков свет, кога денес се повеќе
Луѓето место да дојдат кај Господа, место да признаат својата вина, обвинување на сите страни, обид да се тргне срамот. А тоа е присутно и кај црквите, во самите цркви. Значи, самите цркви развиле разноразни верски заедници, пошто има разни гревови, развиле различни методи на прикривање на гревовите и на срамот, и така настанали многу верски заедници. Што вели во Исаија 4 глава, оној прв познат стих, 4 глава Исаија 1 стих. И го знаеме значењето на овој стих. И 7 жени ќе се фатат за еден маж. Тешко на мажот, а? Во оној ден ќе јадеме свој леп, ќе речат и ќе се обликуваме во своја облека, дај ни само да го носиме Твоето име и симни го од нас сиот наш срам. 4 глава, 1 стих, Исаија. Значи, да јадеме свој леп, своја наука, како ние што си сакаме така, овој дел не ни се свига, овој е добар, и ќе се обликуваме во своја облека, значи не ни е битна Божјата праведност, а само така можеме да ја покриеме својата голотија и својот срам, ама само за да го тргнеш срамот од нас. Не е тоа решението. Знаеме, Ева ја префрлила вината на Адам. Адам е жената што ми ја даде, рече. Ева змијата, што ти ја создаде. И на крајот Господ е виновен. Че видите, тука се покажуваат оние слабости на човекот уште од самиот почеток и тоа се провлекува понатаму. Значи на човекот слабоста му е жената, а на жената слабости е лесната поводливост, сладките зборови, да речеме, што змијата, односно ѓаволот ги упатил и како успел да ја заведе. Значи, вистинска каша попара настанала кај првиот брачен пар, веднаш после падот во грев. Сега да не зборуваме, често пати сме зборували како тоа гревот побудува силни, но вештачки чувства на возбуда, кои што вие се повеќе ги сакате и ги барате, и само за да паднете во уште поголема депресија, во уште поголем срам и ништо од тоа, влегувате во еден зачаран круг. Но Господ не ги оставил Адам и Ева на цедило, и во 15 стих го имаме првиот стих, каде што Господ всушност им го представува Евангелието: јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и низиното семе, тој ќе ја сотура главата, а ти ќе му ја сотураш петицата. Бог вели, јас ќе ви помогнам да мразите, да го замразите гревот. Непријателство, омрза кон гревот да имате. Проблемот со гревот е тоа што ние го сакаме. И ги сакаме тие убави чувства кои што доаѓаат пропратно со гревот. Но тоа е вистинска лудост да човек продолжи во тој правец, како што кажав, затоа што тоа е еден зачаран круг, кај што вие се пониско и пониско паѓате. Потребен е Исус да ја всади таа омраза кон гревот и да ни всади љубов кон правдата. Евреите 1.9, еве што вели, Евреите 1.9. Ја возлюби правдата, станува збор за Исус, го замрзи беззаконието, затоа Боже Твојот Бог те помаза со масло на радоста повеќе од Твоите соучесници. Ја возлюби правдата, праведноста, справедливост. Тоа е Бог. Ако треба да бидеме како Исус, да имаме карактер како Неговиот, треба да ги имаме истите чувства и истите мисли. Значи, треба да го мразиме гревот, а да ја љубиме праведност, правдата. Исус е решението и не постои поинаков друг начин да се симне срамот од нас и вината. Откровение 16.15. Ева се неколку завршни стиха. Откровение 16.15. И ете идам како крадец. Блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам.
А во 6 глава Откровение? Што ни вели? И земните цареви, и големците, и војсководците, и богатите, и силниците, и секој роб, и секој слободник се сокрие во пештерите и во горските камењари, велејќи им на горите и на карпите паднете врз нас и сокрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи. Кој може да се одржи? Оној кој што ќе дозволи да ја прими Христовата праведност, и тоа е и решението за Лаодикејската состојба, Откровение 3.18, што ни вели. Меѓу златото, прочистено во оган, и очната мас, што друго? Белите облеки се потребни, за да се облечиш и да не се појави срамотата на твојата голота. Значи, тој срам, кој што се појавил со падот во грев, кај нашите прародители, може да се покрие само со Христовата праведност, никако поинако. Нити со криење, нити со бегање нема решение во тоа. Човекот само ќе запаѓа во многу потешка психичка ситуација на тој начин. Че да го прифатиме овој Божи совет и да престанеме да се криеме, ако тоа сме го правиле, и да се прикриваме, затоа што впрочем и не можеме и нема како да се сокриеме, како ќе се сокриеме од Господа. Читавме од 32 псалм. Тој гледа се. Ете како ќе се справиме со срамот, никако поинако. Решението е само во Исус Христа, тоа беше и пораката на денешната поука. Па еве на некој начин можеби ја заокруживме со оваа тема. Нека му е слава на Бога за сето оно што го сторил за нас. Господи Боже наш, Ти благодариме за се, Господи, за тоа што имаш решение за најголемите проблеми на човештвото. Срамот, вината, кои што доаѓаат како пропратни на гревот, а пред се решение за гревот. Затоа дојде Исус, Твојот единороден Син, Господи, на оваа земја. Не поврза повторно со Тебе, преку онаа скала за која што денеска зборувавме, која всушност е Исус, стана како еден од нас, зеде човечка природа, за да не научи и за да ни покаже како можеме во заедница со небото, со Тебе, да успееме. И решението на вистина на најгорливите проблеми е само Исус Христос. Господи, Те молиме и за сите оние кои што страдаат и од овој вирус и од разни други болести кои што навистина хараат по светот и кои што само покажуваат дека крајот се ближи и не издржува веќе оваа земја. Помогни им на сите болни, охрабри ги, утеши ги, исцели ги ако е по Твоја волја, а помогни им на оние кои што загубиле своји ближни, утеши ги нив посебно и нека не губат вера во Тебе, затоа што има решение за гревот, а има решение и за смртта. Нашиот Господ Исус Христос ја победи смртта. Таа е уништена и нема што да се плашиме. Доаѓа Господ Исус, се слушаат неговите чекори, помогни ги Господи да станеме верни до самиот крај и да Те прославиме како што си достоен за сета слава и фала. Води не во оваа нова седмица и чувај не, Господи, од секакво зло, од болести, од страдање, од се што носи гревот со себе на оваа грешна човечка планета, на оваа солзна долина. Ние целосно Ти се предаваме во Твои раце и Те молиме да ги водиш нашите животи онака како што најдобро знаеш. А за се сме Ти неизмерно благодарни во Христово име. Амин.